Безбедноста на новинарите во Северна Македонија е се уште кршлива, алармираат Здруженијето на новинари. Според првиот човек на ЗНМ Младен Чадиковски, и овој изборен циклус покажал дека во земјава многу често новинарите се изложени на притисоци, закани, вербални напади, па дури и напади кои се на ниво на физички атаци. За тоа вели има повеќе причини. Пред се тоа неказнивоста кон напаѓачите, нешто на што ние апелираме и изборуваме веќе со години. Тука има три пункта кои што се важни, значајни. Едно е МВР, друго е обвинителството и трето е судовите, и во овој триаголник секогаш се губи некаде онаа политичка волја за да се завршат процесите кои што се водат против напаѓачите на новинарите. Со такви ситуации се сочиле новинарките Ферика Нилјази, Џумадија и Ибраими. Мене ми се случи на денот на локалните избори од првиот круг, каде што требаше да се соочам со вербални напади и од страна на полицајци, но и од страна на членови на изборна комисија, кои што наместо да соработуваат со нас, не напаѓаат. Не е доволно безбедно и не е доволно исплатливо да се биде новинар во Северна Македонија. Загрижувачки е фактот што нападите доаѓаат од политички представници и од други центри на моќта. Еден бивш кандидат за градоначалник во текот на изборната кампања неосновано ме обвинуваше и покрај сите реакции тој не покажа доблест да се извини. Со цел да се стави крај на нападите врз новинарите, од ЗНМ иницираа промени во кривичниот законник, со кој тие би се третирале како напади на службено лице. Истите сега се во собраниска процедура. Само можеме да очекуваме и да апелираме што побрзо да биде донесен тој закон. На меѓународниот ден за запирање на неказнивоста на нападите врз новинарите 2 ноември беше одржан мирен собир пред основното јавно обвинителство во Скопје. Новинарите порачаат дека 27 април 2017 е символ на неказнивоста на нападите врз новинарите кои настрадаа за време на упадот во Македонското собрание. Пред 4,5 години јас бев првата новинарка што даде исказ овде во јавното обвинителство. 4,5 години потоа мојот напаѓач во собранието се уште не е ниту идентификуван, а камоли да има постапка за него. За разлика од тоа, напаѓачите на политичарите дел се осудени, дел правосилно, дел неправосилно, на дел им се намалија казните, а дел беа и амнестирани. Во 2020 година имало 14 напади врз новинари, од кои 8 биле врз жени, а 2 биле решени со судска пресуда. Во 2021 од 5 напади 3 се врз новинарки. Во пракса велат станува збор за јавна осуда на релевантните актери за нападите врз новинарите, но има примери и на јавно омаловажување и лош третман од страна на представниците на политичките партии кон новинарите. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.